Добро вечер, Македонијо. Добро вечер, Скопје. Почитувани граѓани на Република Македонија, се наоѓаме пред собрание на Република Македонија да го изразиме нашиот револт и незадоволството против геноцидот што се врши со децении врз младите граѓани на Република Македонија. Да кажеме стоп, затоа што без млади на Македонија нема иднина. И сето ова под раководство на криминалните политички банди СДС, ДПНЕ, ДУИ. Демократи денес викаат до небеса стоп за геноцидот врз младите, бидејќи во младите иднината и спасот на оваа држава. Демократи велат исто така стоп за прогонот на младината од нашата земја. Криминалните партии СДС, ДУИ и ДПНЕ ги бркаат младите од Република Македонија. Секој четврти млад човек во државата живее во ризик од сиромаштија, а 1/3 од младите или 28% се приматели на социјална помош. За 20 години помалку 83.000 ученици во училишните клупи, ако во 2000 и 2001 година се запишале 250.000 во основно и 93.000 во средно, во 2020-2021 година се запишале 83.000 помалку ученици во тренд кој е почнат во 2019 година и уште трае во 6 од 8 плански региони во државата. Има негативен прираст или во 64 од 80 општини. Ова се алармантни податоци кои ја потврдуваат тезата на Обединетите нации, односно нивните мерења врз сегашни проекции дека на 20 години Македонија ќе остане територија со села и стари луѓе, заостаната и без прогрес, и на скала до 20-те земјава е на 18-та позиција според тоа колку драматично ќе се соочи со оваа ситуација. Ова е затоа што младите безпроговорно се иселуваат, а знаеме дека прогресот и напредокот во една земја го носат младите луѓе како потенцијал за секој развој и напредок. Според пописот, во 2021 од 1641 населено место во државата, 200 биле евидентирани како испразнети без ниту еден жител. Почитувани, овие алармантни бројки не натераа денешниот протест да го посветиме на младите луѓе, односно да помогнеме со наш потенцијал да престане масовното иселување или барем да се забави ваквиот тренд. Младите како ставка ги има само во изборните програми на СДС, ДУИ, ДПНЕ. Тоа се покажува низ овие фрапантни бројки, независно колку ова тие сакаат да го демантираат. Пред бројките и боговите молчат. Политиките за младите демократи ги поставија на пиедесталот на својата политичка програма. Ние планираме младите да бидат дел од системските прашања со следење на развојот, афинитетите, потребите и желбите за наобразба уште од почетните школски години, помош за семејствата чии деца живеат во социјален ризик, помош за школување и помош во се она што представува стандард за растење и развој за напредување на младиот човек, вклучително и развој на училишните програми кои ќе се концентрираат врз потребите на пазарот на трудот. Значи водење на младиот човек од најмала возраст до момент на негово вработување. За младиот човек
mora da ima solidna stavka во buđetot, a ne kako dosega procent iznesen od rakav. Mladите се најважниот ресурс за опстанок на секоја држава, без кој нема опстанок и одење напред, на што укажува и анализата на Обединетите нации. Ако нешто не направиме во следните 25 години и ако трендот на развој со ова иселување на младите се како досега, во Македонија ќе останат само стари луѓе во неколку запуштени села. Ние ова мораме да го стопираме, затоа демократи ве повикуваат да ни се придружите во фронтот за спас на Македонија. Со тоа ќе си помогнеме сите заедно да ги победиме горе наведените криминални партии СДС, ДУИ и ДПНЕ и нивните злосторнички криминални банди на предстојните избори. Тие не се параметри и полусупериорни и повеќе супериорни од енергијата на граѓаните и силата на народот за вака да не уништуваат. Ние им ја даваме власта, они играат како со сите нас и со целата држава. Прокоцкаа се што можеше да се прокоцка на политички и економски план. Доста е! Македонија вечна и вековита. Да живее Македонија!